Во петок попладне овие тинејџери и млади луѓе се среќаваат и си подготвуваат закуски, работат на нивните лаптопи и разговараат за локалните вести. Here in Arlington, some of the biggest issues Овде во Арлингтон, некои од најголемите проблеми што ја засегаат нашата заедница се токму во средните училишта. Од оружје на кампусот, ментално здравје на тинејџерите, се исто така огромен проблем, како и правата на трансродовите лица. Групата е дел од Независни медиуми во Арлингтон, непрофитна организација за обука и ресурси за вести од заедницата. and we reach out to kids. Нашата цел се децата кои се заинтересирани за пишување, кои се заинтересирани за мултимедија, но и оние кои се заинтересирани за владата и политиката. Деца кои зборуваат странски јазици дома. Филозофијата е дека секој има некаква приказна да раскаже. На нивните неделни уреднички состаноци, тие зборуваат за луѓе кои треба да ги интервјуираат и од каков агол ќе ја направат сторијата. Една новинарка, која во моментов е на обука, покрива екосистем што може да се најде само во Арлингтон и неколку десетици други места во светот. Моментално работам на приказна за блато со магнолија. Многу луѓе не знаат за тоа. Корал се приклучи на иницијативата минатото лето. Покривањето на локалните вести, вели таа, ја учи за различни перспективи. Друг студент, Рази Фергусон, вели дека иницијативата нуди безбеден простор за соработка. Оваа програма ме натера да го засакам новинарството на начин што не го сакав порано. Затоа што ми беше удобно, затоа што се чувствував безбедно и затоа што чувствував дека можам да преземам чекори и да учам работи. Нивните гласови се слушаат и на подкастот Arlington Amp. Учениците ја продуцираат емисијата. Вклучувајќи го и средношколецот Коди Финеган, кој заедно со известувањето тргна да го собори светскиот рекорд. Најбрзо време за посета на сите метростаници во областа Вашингтон, сегашниот рекорд е 8 часа. А овој обид за светски рекорд се надевам ќе го претворам во следната епизода на подкастот Arlington Amp. Финеган го промаши светскиот рекорд за 5 минути, но тие ја искористија можноста да известат за проблемите со буџетот и за доцнењето на метрото. Мислам дека кога гледате млади луѓе кои се занимаваат со работи што се важни овде локално, си велам, можеби треба повеќе да разговарам со моите соседи. Со известување за вести во нивната заедница, овие млади луѓе од прва рака го гледаат влијанието на локалното новинарство.